Добар и убав ден, драги мои, и добродојдовте во 4 сезони. Емисија која постои само за вас. Денеска на менито имаме многу интересни јадења. Имаме риба, панирана пастрмка во комбинација со многу убав сос. Имаме брокула, имаме црвено кромитче, имаме црвена пиперка, идеална комбинација за оние кои вистински сакаат да јадат риба. А оние кои не сакаат, кога ќе ја пробаат, верувајте дека ќе почнат да јадат постојано риба, затоа што рибата е навистина нешто кое навистина ни треба, затоа што е многу здрава за нас. И секако ќе направам мали крофни локомадес. Бидете со нас, затоа што веднаш почуваме. И како што ви кажав, драги мои, денеска ќе спремаме многу убава и вкусна панирана риба со преубав тартар сос кој ќе го збогатам со малце инчуни и шлагот на тортата, грчките мали крофнички локомадес. Интересно, не само што ќе ги направиме да бидат исти како оние што ги јадеме кај нашите соседи, него ќе направиме еден превкусен благ сос или прелив со мед, со шекер, со лимонче, за мера ќе видите, а на крај ќе ги украсам со цимет и со сецкани фстаци. Идеално. Ајде да почнеме. Пред да почнеме, ги изфилирав рибите. Добро ги исушив, затоа што кога ги панираме, не сме да има една капка вода, а велат и дека без разлика што рибата живее во вода, неизе, откако ќе уловиме и смета, дури и една капка вода. Сега ќе оставам овде на страна кај другите намирници, за да си ослободам простор, за да можам да ги направам малите грчки крофни. Сега, што се ни треба? Прво, ни треба млака вода, брашно, квасец, шекер, сол, ванила и малце масло. Се што треба да направиме е толку многу едноставно. Да измешаме, да поклопиме и да оставиме половина час, додека не почнат да се појавуваат меурчиња во тестото. Прво ќе го додадеме брашното, водата, ете така, квасецот, шекерот, ванилата, маслото и на крај солта. И сега, баш како што ви кажав, добро соединете, измешајте, покрите и оставете половина час целата оваа смеса добро да нарасне и да појави меурчиња. Многу едноставно. За тоа време јас ќе го уклучам шпоретот и ќе додадам вода, шекер, лимон, малку ванила и на крај ќе додадам мед. 3 лажици мед, затоа што всушност и тоа е магијата на овој сос. Секако медот кој ќе го изложиме на температура, он голем дел од своите својства ги губи, дозволено е само до 40 степени да се заграва. Све што е повеќе од тоа, знаете дека го задржуваме само вкусот и блажината. Овој сируп 5 до 7 минути максимум на средна температура ќе го обработуваме термички, а потоа ќе го трнеме на страна да се олади, затоа што кога локомадесот ќе биде готов, овој прелив од озгора се става комплетно ладен. Да видиме до кај сме со локомадесот, со тестото. Погледне, ја уште сега ги гледам како мали топчиња со фстаци и со медов прелив од озгора. Вака сега. Гледате како едноставно си спремив се што ми е потребно за денешните јадења, истото направете го и вие дома, затоа што така готвењето ќе ви биде навистина големо задоволство. Сега ќе го покријам тестото и ќе го ставам на страна. Рибата, откако добро ќе ја исушиме, како што ви кажав, ќе ја посолиме и ќе ја додадеме мелен бибер од двете страни. Многу е важно кога панираме, а панирање е процес, во овој случај на бечки начин, брашно, јајце, презла. Сега
посолената риба ќе ја тргнам на страна и за денешната риба ќе направам еден многу интересен сос. Не знам дали приметивте. Прво го почнав локомадесот, затоа што за него ми е потребно најмногу време. Додека тестото стасува, јас ќе завршам се друго и на крај само ќе финиширам. Ќе ги испржам малите крофни, ќе им додадам од преливот со мед, малку фстаци и сме завршиле работа. Ќе додадам малце магдонос, свеж и малце копар. Ќе додадам 3 кисели краставички, ќе додадам 3-4 рипчиња инчуни, мали солени рипчиња. Ќе додадеме малце сок од лимон, ќе додадеме малце сенф и секако на крај ќе додадеме мајонез. Ќе зачиниме со сол, малку бибер. Немојте да заборавите да го пробате сосот откако ќе го изблендирате пред да го префрлите во друг сат, затоа што додека е во блендерот ќе можете да додадете се што ќе му недостига или се што вие ќе сакате нели дополнително. Идеално, пробајте. Меѓутоа, кога ќе пробувате, замислете го со рибата која е испанирана и крцкава од озгора. Совршенство. Сега ќе го додадам, ќе го ставам во еден сат. Сега се што треба да направам е брокулата, која е супермен во однос на сите останати зеленчуци. Ќе ја исечам. Кога ќе одите да ја одбирате, да ја купите. Прво, секогаш морате да го допрете продуктот што го купувате, да видите дали е цврст, дали е здрав. Ако од озгора има виолетова и темно-зелена боја, тогаш брокулата е во цутот. Значи, тогаш е најдобра и најздрава. Ако е пожолтена, ако е омекната, воопшто неа не купувајте затоа што тогаш брокулата не е добра. А дршката кој обично сите ја фрлаат, ќе ве замолам никогаш повеќе да не ја фрлате затоа што ако ја исецкате на крукчиња и ако ја додадете во бујон или во супата што ја правите дома за вашите најдраги, ќе бидете сите среќни и весели затоа што ќе добиете све што има нели брокулата. Во водата ќе додадам сол за дополнителен вкус на брокулата овој пат. Ќе додадам и малце вински оцет од нашите пријатели од Витаминка. Едноставно можете да додадете и лимон, меѓутоа јас си го сакам овој оцет затоа што навистина е прва лига. Сега, многу кратко ќе ја ставиме брокулата во водата со оцет и со сол да се обари. Секогаш треба да биде малку обарена, а потоа пресечена во ладна вода, за на крај да можеме да ја запржиме малце на путер, да добие вкус. Еве, брокулата само неколку минути е сосема доволно. Сега ќе ја ставам во ледена вода да ја пресечеме термичката обработка, за да не омекне комплетно. Сега вака ќе поклопиме од озгора со коцки мраз. Ете така и тргнете ја на страна. А сега доаѓа она главното. Треба да ја панираме рибата и ќе ви покажам колку е сето тоа едноставно. Пред да панирате ќе ги изматите јајцата и тоа убаво. Што значи убаво? Кога ќе земете вака со билушката, треба да паѓа надоле и да биде комплетно изматена. Имаме брашно и на крај имаме презла со зачини и секако масло. Што правиме сега? Имаме црвен пипер, сол и лук во гранули. Секако ќе додадеме и малце бибер и вака сега. Во презлата ќе додадеме бибер, ќе додадеме сол, лук, црвен пипер. Во јајцето ќе додадеме сол,
и во брашното ќе додадеме сол. Многу важна работа за горниот дел, тој крцкавиот, убавиот дел, да не биде несолен. Сега, сето тоа убаво ќе го измешам. Одлично. Презлата исто така ќе ја измешам убаво. Одлично. Презлата можете, верувајте, и дома да си ја направите. Која ќе остане лепче, ставете го во рерна на 100 степени, убаво да се исуши, потоа тоа изблендирајте го и ќе добиете одлична домашна презла и така лебот никогаш, ама баш никогаш, лебот што останува, нема да го фрлате. Тавчето го ставив на малку оган. Сосема доволно да се загрее, а од кога ќе се загрее, во него ќе додадеме масло. Рибата ја посолив и додадов бибер. Прво и основно ја ставаме во брашно. Кога ќе ја ставиме во брашното, нежно со прстите претиснете за брашното да се нанесе на секој дел од рибата. Сега ќе ви покажам како. Ова е за оние кои не знаат, за оние кои знаат, само нека уживаат и нека готват. Еве, драги мои. Откако ќе ја набрашниме рибата, нежно ќе ја протресеме да падне вишокот на брашно. Потоа ќе ја додадеме во јајцето и вели едно правило. Кога панираме, едната рака може да ни биде со јајце, со брашно и со презла, а другата треба да биде чиста и сува, осем со брашно, нели? Затоа што, еве го, тука брашното мораме убаво да поклопиме рибата, а сега додека јас ја панирам едната, овде ќе го ставам другиот филет и убаво ќе стиснам од долната страна. Така, нека прими малце и брашно, а и од јајцето убаво да се нежно задржете да се исцеди вишокот на јајце од рибата. И од која ќе се исцеди, може малце вака и да протресете, ја ставате во презлата. Тогаш со сувата рака, од озгора нанесувате презла, исто како и со брашното. Нежно, со прстите ќе стегнете, за да се нанесе презла на секаде низ рибата. Црвена пиперка, како дополнителен вкус на брокулата, ќе ја исецкам на бруноац или на ситни мали коцки. Кромидот, црвен кромид, благ, убав, вкусен. Исто така ќе го исечкам на ситни коцки. Пред тоа ќе додадам малце путер во тавчето. Прво ќе ја ставам брокулата. Не заборавајте дека во брокулата додадовме и сол и оцет, така да ќе внимаваме да не биде пресолена, тогаш нема да може да се јаде, не за друго. Тука сме готови. Путерот си се растопи, почна да пени, а тоа значи дека јас ќе ја додадам во него оладената брокула. Ете така, ако има малце водичка, добро ќе и дојде. Еве, одлично, ќе го прими вкусот на путерот, всушност и тоа е многу важно. Кромидот и пиперката ќе ги ставам многу кратко, затоа што сакам да ја задржат својата природна цврстина и свежина, а секако да го пуштат вкусот кој ни е потребен во овој случај. Еве сега брокулата. И додадам кромидот и пиперката, како што гледате. И многу малце само ќе ги обработам термички, а веднаш потоа ќе го ставам тапчето во кое што ќе ги пржам малите локомадес. За тоа време маслото е добро загреано, јас ќе ги ставам
парчињата риба, да ги испржам. Ајте така. Меѓутоа, секогаш внимавајте, не дозволувајте да изгори рибата. Бидете тука кога ја пржите. Одлично. И кромидот и пиперката го пуштија својот вкус. Токму она што ми е потребно и се готови. Ајде да видиме сега рибата. Тавчето нека се загрее и ќе додадеме веднаш од кога ќе се загрее масло и да ви кажам едно трикче, драги мои. Тестото од како стаса, јас го ставив во еден најлонски шприц. Погледнете ги меурчињата внатре. Тоа е знак дека тестото за овие мали локомадес крофни ќе биде одлично. Рибата не треба да врие внатре во маслото, треба полека да си крчка. Баш како нашава денеска. Одлично. Погледнете ја бојата. Супер. Ми се допаѓа. Веднаш на страна спремете си еден сат или едно тањирче каде што ќе ставите хартија за бришење раце. На таа хартија ќе ја ставиме рибата, добро да се исцеди од вишокот на масло. Гледајте, рибата не пени скроз. Значи, маслото е погодено 170-175 степени максимум да биде јачината на температурата на маслото. Внимателно со штипка или со две вилушки извадете ги парчињата риба и ставете ги во чинијата со хартија за бришење раце, а маслото веднаш тргнете го на страна. Сега во ова мало тавченце ќе додадам масло убаво да се загрее. Меѓутоа, и ова масло не треба да биде на многу висока температура. Нека биде 175, што е сосема доволно. Малите крофни ќе ги пржиме по помалку од една минута од една страна, потоа ќе ги превртиме и исто така ќе ги ставиме на хартија за бришење раце, добро да се исцедат. А од кога ќе се исцедат, ќе ги ставиме во друга чинија, ќе ги прелиеме со медениот прелив, ќе додадеме цимет, прав шеќер и сецкани фстаци. Ова треба со ножички да се прави. А ја искрено не знам кај сум ги оставил ножичките. И тоа е проблем на сите нас во кујната. Меѓутоа, може да се реши ако еден ден одвоиме малку време и си ја средиме кујната, баш онака, според нашите потреби, и сите работи од кујната ги ставиме на места каде што ќе стојат секогаш. А колку убави излегува локомадесот. И, као што кажав, помалку да бидат пржени, не смеа да бидат прегорени. Супер. Сега неколку од нив ќе извадам за тоа што се готови. Еве ги овие, видите ги каква убава боја добија за мерак. Тоа е тоа. Како вадиме, така полека додаваме од тестото. Локомадесот се готови, а вие гледате каква боја имаат. Затоа што температурата е погодена, затоа што тестото имавме трпение да го почекаме и пред се ги почитувавме сите правила за правење на крофни локомадес. Јас сум спремен за сервис, сосот е тука, циметот е тука, прав шекерот е тука, сецканите фстаци се до мене, само малку нека здивнат, а јас за тоа време ќе ја сервирам рибата. Сосот ќе го додадам во чинијата, нема да го ставам на страна и ќе го раширам. Ете така. Што мислите, ова ќе биде или доволно? Јас сум сигурен дека ќе биде. Рибата ќе ја
ја земам и ќе ја ставам од едната страна. Видете колку е убава и крцкава. Ставам од доздола од пиперката и од кромидот и ќе ga додадам брокулата. Денешниот главен оброк е готов. Сега останува шлагот на тортата. Локомадесот да ги сервираме и да ги зачиниме. Ете така, сосема доволно. Еве го сирупот што го направивме со мед, шекер, лимон и вода. И сега погледнете оваа магија. Па зар има некој што ќе може да одолее на ова? Јас искрено не можам, едвај чекам да пробам од овие превкусни локомадес крофни. Ставете убаво од преливот за тоа што на него ќе се залепат тие фастаците и се од озгора што ќе додадеме и ќе биде превкусно. Превкусно. Овдека си имам една цедалка или сито, а во нејзе ќе додадам прво прав шекер, а секако и цимет.Циметот е главниот зачин во овој случај за тоа што во комбинација со медот и со се останато е вистинска магија. Гледнете. Одлично. Сега ќе додадам уште малце сируп. Видете сега како бега од шекерот и од циметот. Тоа е се, драги мои. Ви благодарам. Многу сакам кога рибата е крцкава и панирана, а денеска токму тоа и го добив. Одличен вкус. Крцкаво со дозгора, а внатре меко како путер. Плюс тоа, брокулата, едноставно, најдобра е за тоа што е супермен во однос на сите други зеленчуци, а малите крофнички локомадес, лапни голтни, плюс од дозгора меден прелив. За мерак, луѓе, направете ги дома и вистински уживајте во нивниот вкус. 4сезони.мк е нашата веб продавница која вие треба секако да ја посетите и да одберете се што ви е потребно за да можете да сготвите убава и вкусна храна во вашиот дом. И благодарност до Центарот за физикална терапија Ели Беланова во населба Лисиче која се грижи за мене секогаш да бидам во топ форма. Имајте добра и пријатна ноќ.